Годинава уморот дојде пред пролетта. Долгата зима, престојот во затворени простории, тешката храна, со појавата на сонцето не направи уморни и апатични. Најмногу се чувствува на дишните патишта, после се чувствува на организмот малаксува. Промените и делуваат на организмот. Иако многумина промените ги чувствуваат, стручно образложение зошто е така е следното. Тој се јавува заради хормонски промени кои се јавуваат во организмот при промена на надворешните услови. Значи се зголемува денот, деновите стануваат посветли, посончеви и со тоа реагира биолошкиот саат на човекот. А високо е нивото на мелатонинот кој е хормон на сонот, на спиењето. Исто така се променуваат тестостеронот и естрогените хормони, значи половите хормони, сето тоа влијае на ова што го нарековме. А уморот и останатите пролетни неприлики да исчезнат, важен услов е храната. Искуствата и медицинските методи покажуваат дека треба да се внесува во овој период многу витамини и протеини, значи храна богата со леки меса и со многу зеленчук, може се и додатоци на витамини, за оние кои ги чувствуваат симптомите. Освен соодветна храна, важни се и физичките активности. Бабо што одиме така. Стари луѓе што одат по патот многу и добро. Да не се болни дома, него така да седат, да шетат. Освен сето досега, за подобро чувство важно и обкружувањето. Расцветани дрвја, свежа трева и цвеќињата околу нас ќе го подигнат нивото на расположение, исто како и доброто друштво.